Добро вечер. Започнува ново издание на информативно-политичкиот магазин 360 степени. Вашето внимание го бараме за овие теми. По изјавите на премиерот дека Македонија одвојува многу поголем процент од БДП за правосудството од членки на ЕУ, вклучувајќи ја и Германија. Werden Sie sehen, dass Deutschland schon zum damaligen Zeitpunkt mehr als 5-mal so viel pro Einwohner in die Justiz investiert hat wie Nordmazedonien. Почетокот на судењето за трагедијата во Кочани од друга перспектива. Нашите деца отидоа да не се случи повторно други луѓе да страдат како ние што страдаме. Ќе успее ли обвинителството да докаже вина за сите обвинети за исто кривично дело? Само за Кочани и овој регион ќе обезбедиме отприлика дополнителни 100 милиони евра. Го прашавме новиот градоначалник на Кочани на какви точно инвестиции мисли премиерот. Ки ги видите тековно, прво да се реализира, да не испадне после многу замислувавте, а малку направивте. Како се создава и дистрибуира историското знаење кај македонците и албанците во земјава? Дали кога ги обвинуваме или утврдуваме дека политичките партии се креатори на историјата, дали мислиме на нашите политички партии или на нивните политички партии? Истражување. Посетата на германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул на Скопје во вторникот вечер помина без изјави за медиумите, со понекоја порака на социјалните мрежи, од кои не можеше да се разбере ставот на владата во Берлин за македонските евроинтеграции. Затоа ја побаравме амбасадорката на Германија Петра Дрекслер за да ја прашаме што значат пораките на Вадефул на Инстаграм, со фокус на онаа дека особено е важен напредокот во односите со Бугарија за да може да има натамошни успеси во пристапниот процес. Амбасадорката Дрекслер го пренесува и германскиот поглед на тековната дебата кај нас за тоа каков буџет треба да има правосудството, одговарајќи на изјавите на премиерот дека Македонија одвојува многу поголем процент од БДП од некои земји членки на ЕУ, вклучувајќи и Германија. Ich verfolge diese Debatte mit Sorge. Der Eindruck, der in den letzten Tagen vielleicht bei manchen hier im Land entstanden ist, dass zum Beispiel Deutschland weniger in die Justiz investiert als Nordmazedonien, der ist falsch. Denn Sie müssen sich die Zahlen genau anschauen. Und wenn Sie die Daten, die diese Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz für 2022 erhoben hat, einmal nebeneinander legen, dann werden Sie sehen, dass Deutschland schon zum damaligen Zeitpunkt mehr als 5-mal so viel pro Einwohner in die Justiz investiert hat wie Nordmazedonien. Natürlich wissen wir, dass fiskalpolitische Erwägungen bei Budgetverhandlungen Berücksichtigung finden müssen. Das ist auch in Deutschland so. Aber wir wissen auch in Deutschland, dass wir weiter in die Justiz investieren müssen, damit unser Rechtsstaat stark bleibt. Die Bundesregierung hat deshalb im Sommer dieses Jahres eine Neuauflage des Paktes für den Rechtsstaat beschlossen. Das bedeutet, dass wir in den nächsten 4 Jahren nochmals eine halbe Milliarde Euro zusätzlich in die Hand nehmen werden, um sicherzustellen, um auch die Bundesländer dabei zu unterstützen, neue Stellen in den Staatsanwaltschaften, an den Gerichten zu schaffen, die benötigt werden, um in die Modernisierung der Infrastruktur zu investieren, um Digitalisierung zu ermöglichen. Das ist ganz zentral. Und nochmals, am Ende werden wir als EU nur neue Mitglieder akzeptieren können, die kontinuierlich daran arbeiten, dass Rechtsstaatlichkeit gewährleistet ist. Разговорот на Владимир Мирчевски со амбасадорката на Германија е малку подоцна во емисијата. Почна судењето за трагедијата во Кочани, едно од најверојатно вкупно 3, бидејќи наскоро се очекува завршување на истрагата за полициските службеници, која се води одвоено, а денеска стана известно дека ќе има уште една, завработени во управата за јавни приходи, кои му прогледувале низ прсти на газдата на Пулси, земале мито за тоа. За процесот што почна останува дилемата дали јавното обвинителство ќе успее да ја одбрани на суд својата теорија на случај,
дека сите 35 обвинети се виновни за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност, како соизвршители. Зоран Јовановски. 19 ноември 2025 година. Локацијата е најголемата судница во земјава, веднаш до затворот Идризово. Роднините на загинатите во Црнина и Молкум го чекаа почетокот на првото рочиште за случајот што за секогаш им ги измени животите. Пожарот во така нареченото Кабаре Пулс во Кочани. Тивки и резервирани, иако нивните лица и погледи зборуваа гласно. Неизвестност, болка, желба за правда доминираат кај родителите со кои поразговаравме. Прво, дека сите што се виновни треба и мора да одговараат. Веруваме во правда, правда тражиме, што и да се случи, што и да ги пресудат, децата наши никој нема да не ги врати. Меѓутоа, мора да разбереме дека конечно државата мора да преземе чекори и мерки ова повторно да не се случи. Нашите деца отидоа. Да не се случи повторно други луѓе да страдат како ние што страдаме. Кире Димитриев во пожарот го загубил 30-годишниот син, а само еден ден подоцна му се родил внук, второ дете на починатиот. Син ми почина со отворени очи, не си го виде дете. Требаше во неделата на 16 во 10 часот во Чаир да ја донесе за пораги. Ма сакам да го речам следното, кога ми е тешко на душата. Јас кога ќе ја земам внука ми, кога ќе ја гушнам, кога ќе ме гушне или маленкото, мене ми се мислите, барем за момент ми се разбистрат, барем осеќам некоја надеж дека треба да продолжам да живеам, дека имам за што да живеам. Сепак, болката е силна, вели, и затоа правда мора да има. Јас верувам во силата и аргументите на обвинителството што ги има прибрано. Верувам дека судиите честно, поштено ќе си завршат својот дел од работата. Мораме да покажеме дека сме држава и дека можеме да бидеме држава и дека правдата ќе искочи на виделина колку и да е болно. Сигурно нема да е толку болна колку ние што имаме внатрешна болка после загубата на нашите деца. Настанот очекувано привлече големо медиумско внимание. Станува збор за почеток на судска разврска за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија, во која загинаа вкупно 63 лица, а над 200 се повредени. Известуваа десетици екипи од земјава и странство. Новинарката Миглена Медарова од Бугарската национална телевизија пристигнала во Кочани еден ден по трагедијата и оттаму известувала речиси една недела. 8 месеци потоа вели дека бугарската јавност и натаму ги следи случувањата со тага и интерес за епилогот од судскиот процес. Точно да имајќи предвид, че бях најдълго од колегите там и като човек, който има деца, тежко е. Изключително е тежко. Имаше сълзи, признавам си. Ние бяхме в момента, в който погребваха всички тия тогава 59 човека, но събираш се в такъв момент. Нямаш избор, защото лично аз за себе си исках всички в България да разберат каква е мъката на хората, които са тук. Не само на близките на загиналите, но и на цяла Македония, понеже това е имаше огромен отзвук. За новинарот на Бирн, Васко Маглешов, случајот е голем новинарски предизвик со кој треба да се соочи целото општество. Вели дека новинарите се очите и ушите на јавноста во судницата и дека мора да бидат максимално професионални. Во поглед на новинарската етика да се биде многу внимателен околу изнесување на тоа што се случува во судницата, не во смисла нешто да се прикрие, туку има огромен број на оштетени, изнесување на сцени кои што содржат особено сцени од насилство, начинот на кој што настапила смртта и така натаму. Мислам дека треба да се биде многу внимателен и одмерен во тоа со кој тон ќе се известува. Од друга страна, сите релевантни факти јавноста треба да ги дознае. Речиси 2 часа пред рочиштето почнаа да пристигнуваат обвинетите. Меѓу нив сопствениците на клубот, поранешни министри, градоначалници и раководители. Со засилено полициско обезбедување беа донесени притворените. Влегуваа од задната страна на судницата, а меѓу нив беше и прво обвинетиот Дејан Јованов. Родителите и другите роднини следеа со големо внимание. Пристигнаа и адвокатите на обвинетите и адвокатите што ги застапуваат оштетените. Ова е случај кој што ќе трае долго, ако се земат предвид огромниот број на докази, обвинети, оштетени и така натаму, доколку обвинителството не одлучи да
се откаже од дел од доказите, тоа ќе видиме во текот на понатамошното судење. Ова е многу повеќе од судење. Ова е соочување на општеството со самите себе, а медиумите се само тука да го пренесуваат и да бидат критички глас во одсудницата за јавноста. Обезбедувањето прво дозволи да влезат роднините на оштетените, додека траеше информирањето на снимателите кога и како ќе можат да пристапат во судницата и да снимат инсерти. Ова е делот за јавност, ова е делот кај судијата. Кај судијата не смее да се врти камера. На тоа предходеа безбедносни проверки. Очекуваме од судот да воспостави динамика и да воспостави квалитетна работа, но не само квалитетна работа, во суштина целото судење да биде квалитетно. Зошто? Затоа што само на тој начин можеме да кажеме дека имало простор да сите докази се изнесат, да сите обвинети се признесат, да сите оштетени се признесат, да сите сведоци ги дадат своите искази и да целиот доказен материјал се испита за да може да се донесе пресуда која што ќе биде правно подкрепена и која што ќе биде, да речеме, израз на правда. Внатре, преполна сала со обвинители, обвинети, оштетени, адвокати, новинари, представници на невладини организации. Пред нив, судиката Дијана Груевска-Илиевска рече дека не може да вети брз процес, бидејќи тогаш може да се направи грешка. Не сакаше да преюдицира колку би траело судењето. Апелираше на дисциплина и порача: ќе дојдеме до вистината и правдата. Обвинителството предложи спојување на главното обвинение со она против сопственикот на агенцијата Рубикон, Александар Надзев, во еден обвинителен акт. Тоа беше прифатено од судечкиот совет, а барањето на дел од адвокатите на обвинетите за одложување на рочиштето беше одбиено. Судењето продолжи со воведни зборови на обвинителството. А во нив обвинителот Борче Јанев веднаш стави до знаење дека нема колебање во стратегијата во еден процес да се гонат и тие што директно придонеле за пожарот кобната вечер и оние што придонеле индиректно, например со непостапување. Во делото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело е и самото постојање на овој објект толку години. Клубот Пулс од секогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Во воведните зборови имаше порака и за сите што го критикуваа ваквиот пристап на обвинителството. Во еден мега случај да се обиде да докаже вина за сите обвинети и за истото кривично дело. Тешки дела против општата сигурност според член 292 од кривичниот законник. Изминатите месеци не беа малку познавачите кои предупредуваа дека тешко ќе се докаже каузалитетот на кој инсистира обвинителството меѓу, например, нечие непостапување во 2012 година со нечие директно постапување и последиците од 16 март 2025 година. Немаме ниту морално, ниту законско право одговорноста да ја бараме и да ја насочиме само кон тој во чие време се случило последицата. Тоа би значило дека треба да прифатиме дека обвинетите одговорни службени лица, кои не биле на должност во време на настапување на последицата, само поради тоа немаат вина. Иако се работи за исти повторувачки пропусти, меѓусебно надоврзувани во континуитет и доказите тоа јасно го покажуваат. И додека се уште се средуваа впечатоците од првото судско рочиште, дојде оваа најава. Има уште една предистражна постапка, која исто така може да се очекува дека ќе биде во брзо време, против за лица вработени во управата за јавни приходи. Што значи тоа во брзо време? Па, отприлика она што го кажав и за полициските службеници, може би и порано, меѓутоа во тој период. Но акцијата се случи многу порано од најавите. Во текот на минатиот ден и денеска се преземаат одредени действија. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. За кои лица станува збор? Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Дали станува збор за она што можевме веќе да го слушнеме од истражувањата за комуникација, дека соработувале со сопствениците на Пулс, им дојавувале? Вака дел од тие комуникации што беа презентирани во јавноста,
Дел се опфатени, меѓутоа и дадена изјава од страна на обвинителството и од моја страна дека дел од тие електронски пораки и така натаму се дадени во судот, меѓутоа тоа само беше дел за тој предмет, тоа се поврзани и со овие лица. Пожарот во Кочанското така наречено кабаре Пулс се случи на 16 март годинава. Првично загинаа 59 лица, но подоцна бројката се искачи на 63 загинати и над 200 повредени. Од тогаш нивните роднини речиси секоја сабота во Кочани одржуваат протест наречен Марш за ангелите. Последниот го одржаа во Скопје неколку дена пред почетокот на судењето. Присуствуваа и јадници граѓани. Протестот почна на плоштадот Македонија, па продолжи пред собранието. Сите овие семејства заслужуваат да има правда. Ве молам за подршка за да истераме правдата. Од тука граѓаните се упатија кон кривичниот суд со една главна порака. А таму порака за надеж и поддршка. Следното рочиште е на 25 ноември, кога воведни зборови треба да даде одбраната на обвинетите. Остануваме на тема Кочани. Нашата Славица Филиповска-Иванова беше кај новоизбраниот градоначалник Владко Грозданов, кадар на ВМРО ДПМН за да го праша за плановите за неговиот мандат. Грозданов, инаку гинеколог по професија и татко на девојка повредена во пожарот, е свесен дека пред него е деликатен период во кој треба од една страна да се обиде да го врати градот што поблиску до нормален живот, а од друга да не остане во заборав тоа што се случи. Судскиот процес за трагедијата во Пулс ќе биде прва асоциација за Кочани во следниве месеци, па и години. Кочанчани сепак носат уште еден товар и покрај се, како да го вратат животот во градот. Таа задача ќе има и првиот човек на општината, градоначалникот. Граѓаните, или барем оние 7300 чии гласови беа одлучувачки, решија општината во уште еден мандат да ја предводи кадар на ВМРО ДПМН. Владко Грозданов веќе ја презеде функцијата. Добре дојдовте, ви благодарам за посетата. Фала ви на вас. Добро, како сте Повелете вие? да не врни. Се навикнавте во новата работа Полека, средина? да, полека се свикнуваме. Внатре во општинската зграда се реновира, но за градот се очекува многу повеќе од козметичка интервенција. Грозданов по професија е лекар-гинеколог. По трагедијата на 16 март од приватна болница во Скопје се врати да работи во јавната болница во родниот град. Последиците од пожарот ги чувствува и неговото најтесно семејство, затоа што ќерка му е една од повредените во Пулс. Грозданов, како е да се биде градоначалник на Кочани, а истовремено и родител на дете повредено во пожарот во Пулс? Така. Може би за пошироката македонска јавност специфичен момент, но во Кочани веќе е нормалност тоа, бидејќи бројката на повредени деца во Кочани не е мала. Некаде над 200 и станува збор за родители над 400. Што значи дека сите тие родители на повредени деца мора некаде да функционират, да се инклудирани во општеството. Може би за мене интересот е поголем, но сепак и во политичките води сега влегоа и две носителки на советнички листи кои се родители на повредени деца, што за мене лично не е осуда и него не годувам. И постојат и други советници кои се на советничките листи, исто така родители на повредени деца. Што значи дека за Кочани веќе родител на повредено дете не е нешто специфично и интересно. Може би за пошироката македонска јавност да, но ние сме со тој проблем многу и мора да функционираме во текот на животот. Вие сте лекар по професија, ова е прва ваша политичка функција. Ова е моја. Зошто? Па, Кочани не функционираше до пожарот и пред пожарот. Кочани мора да функционира и претходно и потоа. Може би, самиот стил, начин на живот, општествената одговорност и сето друго кое го имам до сега во мојот живот, најверојатно го има подигнато и тој пиедестал да треба да се вклучиме во политичкиот живот. И не би рекол дека е нешто после пожарот, туку може би и претходно
некои човечки вештини или човечтина пред се да те доведе до оваа ситуација. Врзано и за изборите и за трагедијата, верувам дека и до вас допреле коментарите во однос на тоа дека барем во Кочани ВМРО ДПМН требаше да биде казнета на овие локални избори, оти во незин мандат се случи пожарот. Така. Дали очекувавте победата во таа смисла? Јас многу пати го имав кажано дека стварно се препишува трагедијата како ВМРО ДПМН, бидејќи е на власт дека таа е крива, но Пулс не постои од кога ВМРО е на власт. Пулс постои 12-13 години и ова трагедија е влечена многу време. И не се сложувам дека ВМРО требаше да биде казнето. А дали ја очекував победата, реално имав своји анализи, но најважното е дека во целиот изборен процес и кампањата не понижив никој од моите противкандидати, не навредив и не одев во улога на доминантен кандидат. Новиот градоначалник вели дека има мнозинство во Советот од кој очекува поддршка, но се уште нема јасна слика за финансиската кондиција на општината. Во моментот не сме во минус, но се работат, ни предстојат многу должничко-доверителски односи кои треба да ги исплатиме до крајот на годината. Согласно по програмите, по различни основи на обврски кои ги има општината. Инспекциите, особено градежниот дел? Инспекциите се во моментот во функција, се си функционира најнормално. Оти беа наболедување, слушавме градежниот инспектор. Имаше определени моменти, а поради различни ситуации во моментот се во функција. Двајца градежни инспектори имате? Двајца градежни инспектори. Меѓу првите позначени одлуки од неделава е изборот на нов директор на единственото предпријатие под капа на општината – комуналното. Грозданов вели дека градот се чисти. Отстраниле 30 на мини депонии, а се отстрануваат и дефектите на механизацијата. Грозданов, што во догледно време Кочани ќе види како резултат од вас, од вашето работење? Веќе имаме и започнато некои проекти кои се уште во фаза на реализација. Оваа недела очекуваме да го распишеме тендерот за Старечкиот дом. Очекуваме да се одблокира процесот за изградбата на Источниот булевар. Во моментот изготвуваме исто документација со која би аплицирале за Јужен булевар, поврзување со магистралниот пат и експресниот пат што се предвидува меѓу Штип и Делчево, изградба на мост, изградба на катни гаражи, регулирање на сообраќајниот метеж. Многу се проектите. Едно по едно ќе пробаме да ги реализираме. Партијата од чии редови доаѓа градоначалникот, ВМРО ДПМН, водеше кампања за локалните избори во Кочани без помпа, за разлика од другите општини. Премиерот и председател на владеачката партија Христијан Мицкоски во предизборието се појави еднаш во Кочани, на трибина за која немаше ниту најава за медиумите, ниту пренос. Сепак даде крупно ветување. Работиме со нашите меѓународни партнери надвор од овие тековни трансфери кои што ги финансира централниот буџет за капитални инвестиции во општините. Само за Кочани и овој регион ќе обезбедиме отприлика дополнителни 100 милиони евра, пари кои што ќе ги вложиме исклучително во инфраструктурни проекти и проекти кои што ќе бидат додадена вредност во животите на жителите на Кочани и овој регион. Го прашавме Грозданов на какви точно инвестиции мисли премиерот. Значи, прво ги очекуваме реализацијата на тие средства од Европската Унија. Кога ќе сме веќе сигурни за тоа, ќе се активираме максимално да искористиме се што може да го подобриме начинот на живот. Многу пати имав спомнато дека ова е како една утеха за се ова што се случи. Дај Боже да не ни се случише, па не ни требаја тие 100 милиони евра, но сега веќе кога нема надзад, кога веќе се има случено што се случено, ќе се потрудиме да реализираме и да оставиме еден белег кој ќе бидеме запишани во историјата дека сме направиле се. Што е тоа што може да биде додадена вредност во животот на граѓаните на Кочани во моментот? Поширока е темата.
Ќе се потрудиме во координација и со граѓаните, и со општествено одговорните фирми, и со комуникација помеѓу сите организации каде што е потребно да се реализира максимум. Како идеја барем да ни кажете? Има многу си идеите. Например? Ке ги видите тековно, прво да се реализира, да не испадне после многу замислувавте, а малку направивте. Не се уште дефинирани? Се дефинирани имаме, но прво да ги оствариме средствата, па ќе зборуваме и за тоа. Оваа локална самоуправа е обременета од трагедијата со пожарот во Пулс, кој понесе 63 жртви. Обвинети се и тројца претходни градоначалници. Новиот градоначалник пак во кампањата најави идејно решение за спомен обележје. Но за сега нема конечна одлука како би изгледало, каде би било лоцирано и со кои пари би се градело. Владата до овој момент обезбедила пари само за идејно решение. По изборите, вели градоначалникот, се сретнал со родителите од Сдруженијето 16 март. Тие имале конкретни барања до него. Тоа е на местата кај што и се вечните почивалишта на починатите деца, да се обезбедат услови од технички карактер, да се обезбеди осветлување, водоводна мрежа, да се обезбедат нови гробни парцели за родителите кои имат таа желба. Околу техничкиот карактер до денес е се реализирано, го реализиравме во најбрз можен рок. Нивното второ барање е за одредување на локација каде би било спомен обележјето, но во овој момент не знаеме какво ќе биде спомен обележјето. Бидејќи со сумата што има одобрено владата за идејно решение, може ќе се изгради голем меморијален центар. За тој треба адекватна површина, треба да е урбанистички обезбедено, треба да е геодетски обезбедено, градежно обезбедување, да има буквално да е според сите стандарди за кои јас ќе се потрудам да биде тоа реализирано. Кога ќе се знае? Оваа недела очекувам повторна средба со родителите на починатите, да се договориме околу тоа како ќе оди целиот процес, но секако дека сум отворен за соработка и комплет со целата моја максимална поддршка кон нив. Ки следите родителите? Дали може би ги поддржувате на протестите? На протестите не сум бил до сега. Зошто? Дали ги следам? Па, како да ви кажам, секој си има свој дел каде што си има и своји обврски. Едно од нивните барања е и финансиска помош. Околу тоа не би навлегувал, тоа се нивни барања, што ќе биде упатено до мене како институција, градоначалник. Јас ветувам дека ќе го изреализирам максимално одговорно. Градот треба да продолжи да живее, а задача на Грозданов е да се врати и духот на Кочани. Ноќниот живот во моментот е редуциран и на оваа тема градоначалникот бира зборови. Може ли да се размислува и за ноќниот живот во Кочани? Во која насока би се одвивал? Не знам кога би било тоа, но јас сум овде и сум отворен за секакви соработки. Точно дека ќе е проблематично, но како општина и како институција со администрацијата овде, овој пат ќе се трудиме максимално да обрнеме внимание на безбедносните критериуми за секој еден објект. Би дали ли одобрение доколку стигне до вас барање за нова дискотека во Кочани? Не знам, ако ги исполнува максимално сите услови, без ниту еден пропуст, на кој би секако и целата документација би ја дал на дополнителна ревизија во стручни служби, може би да, но секако со тешко срце. Владко Грозданов е свесен дека го чека мандат во кој постојано ќе биде присутен судскиот процес за трагедијата, а веројатно ќе продолжат и протестите. Но битката со последиците од пожарот во Пулс ја води и како татко и како лекар, па посакува обединетост на властите, жртвите, граѓаните за заедничко заздравување на Кочани. Порачуваме на сплотеност еден заеднички тим помеѓу мене и нив за понатамошно опоравување на раните од трагедијата. Раните се многу, не само телесни и духовни. Ќе се за долг период, но ќе се потрудиме да
излечиме се што можеме. Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Историјата е тема за која барем на Балканот почесто слушаме од политичарите отколку од другите чинители во општеството. Но од деновиве во Скопје беше презентирано истражување со невообичаен пристап. Да се слушне што мислат за историјата, празниците, заедничката меморија, граѓаните, кои ниту се политичари, ниту историчари. Галена Николовска-Ризвановиќ. Илинден е единствениот државен празник за кој македонците и албанците во земјава имаат длабока почит, а на прославата се гледа како на нешто заедничко. Така грубо гласи еден од заклучоците во истражувањето на Центарот за истражување на национализмот и културата со наслов Минатото помеѓу нас. Интересен наот е дека и кај испитаниците македонци и кај испитаниците албанци со кои е работено во фокус групи, таква почит уживаат некои празници од минатата држава, како на пример 29 ноември, кога се одржало второто заседание на АВНОј. За речиси се останато, граѓаните можеби имаат почит, но не и чувство на споделено минато. Перцепцијата дека националните празници не промовираат заедничко чувство на колективно минато или заедничка иднина, најмногу беше истакната од постарите етнички албанци. Тие го споредија естетскиот карактер на југословенските празници, во кои според нив се нагласувало заедништвото со ексклузивистичка рамка на поновите национални празници, како денот на македонската револуционерна борба. Што беше интересно е дека постарите генерации, главно над 60 години, едноставно се лесно скокаат од празници што биле дел од таа нека социјалистичка Југославија до некои денешни празници, така што тоа беше еден од интересните наоди. Во однос на другите, тоа е прилично беше очигледно да се види дека различните етнички групи си имаат своји празници кои историски главно кои ги третираат како поважни. И исто така еден од главните наоди на истражувањето беше тоа што религиските празници предничат. Што значи тоа дека религиските празници предничат е детално образложено во истражувањето. Учесниците во сите групи го споделија ставот дека националните празници не им служат како повод за размислување за историските настани, туку како неработни денови. Младите учесници во голема мера ги споделуваат ваквите ставови, при што исто така ги посочуваат религиозните празници како позначајни. Авторот Наум Трајановски, чиј професионален интерес е пред се социолошки и кој последниве години работи во Варшава, ги презентираше наодите пред поширок експертски аудиториум во Скопје, составен од историчари и социолози од земјава и регионот. Како и тој, и тие работат на теми поврзани со колективното сеќавање. Универзитетската професорка од Косово, Вјолца Красники, смета дека истражувањето е редок обид да се разговара за минатото надвор од државните наративи и политиката на меморија. And I think one of the biggest benefits and the importance and the relevance of the study is that it brings the topic down to the social groups, that also builds on history, not as a narrative, as a knowledge produced by the elites and all the elites and political elites, but also history as a social process, as a process of different social groups entering into dialogue about the past, the present, and how the past and the present informs also the future. Нејзината колешка од Србија, Астреја Николовска, се надоврза со тезата дека истражувањето возможува и да се види како луѓето ја живеат научената историја. I think why we should know it is to understand how everyday life is informed by history, how different institutions that people build, relationships that they build, also those celebrations that you talk about, friendship, enmities, love, and many, many other aspects of everyday life, how is it all informed by understanding what is history? А една од работите за која се согласиле македонците и албанците испитаници од различни возрастни групи е дека историјата е посредувана од странски и домашни фактори, или како што изјавил еден испитаник, дека е пеглана. Ова и заклучокот од истражувањето дека испитаниците мислат дека главни креатори на историјата се политичките партии, предизвика најбурна дискусија. And my mind was blown
with just sitting and reading this political parties are principal creators of history. And then I thought, well, I know this, and they kind of are, but then it's just so crazy to see it written and to kind of be aware that that we know people actually say in this opportunity when they also can say it's the school teachers, it's the intellectuals, it is, I don't know, these or those actors, but no, political parties are the principal creators of history. I think I read it also as this, that the citizens and power and the state or the politicians, there is a big gap. That citizens feel that, of course, they have no voice, that they are not creators of social history or any kind of history. And I think this is also, I would read it as a sign of resistance. Дали кога ги обвинуваме или утврдуваме дека политичките партии се креатори на историјата, дали мислиме на нашите политички партии или на нивните политички партии? Зашто кај нас и политичките партии се поделени на наши и нивни? Дали македонците мислат дека се албанските политички партии креатори на историјата на албанците, а албанците мислат дека се македонски, или тоа ми остана дилема? Она што нам сега ни треба на нашите дисциплини е едно критичко навраќање, тоа што во некој контекст веќе се прави. За волја на вистината морам да речам дека во антропологијата малку повеќе успеавме да се одлепиме и да кажеме чекај, тука сме грешеле, тука сме пишувале. Кај историчарите, за жал, која велам историчарите, мислам на поголемата група, мейнстрим, историјата и историографијата, се уште тоа оди многу потешко. Сепак фактот дека жителите на земјава гледаат на националните празници повеќе како на слободен ден, води до заклучок дека државата не е баш најуспешна во наметнувањето на колективно чувствување на институционализираната историја, за разлика од, например, Хрватска. In Croatia, the state has successfully created a culture of memory, whether it's Vukovar, whether it's Operation Storm in Knin in the 1990s, that has included all layers of society. Memory is living there through schools, through textbooks, through political commemorations, but also I would say it's the big difference compared to what the research was here in Northern Macedonia was popular culture. And in Croatia, the popular culture of the 1990s is really very present. Films, popular music, but also my own personal research looking at these murals and memory murals. So a lot of street art that talks about the past. So the past is really a lived experience. Но пристапот во Хрватска довел до други проблеми. Unfortunately, in Croatia, that has so much memory, I think it's sometimes remembered in the wrong way, and we see the rise of nationalism, and also between the different ethnic groups, with the recent attacks on Serbian groups and Serbian culture clubs in Croatia in the last several weeks. Дали креирањето државна историја може да ги спојува или ги раздвојува групите во едно општество? Дали таквиот пристап може да изгради заедничка или нужно води до создавање паралелни истории? Ова се само дел од прашањата кои ги отвори истражувањето и на кои практично и не може да има дефинитивен одговор. Кога се во прашање македонците и албанците, една од допирните точки им е тоа што при градењето на личното сеќавање не се подложни само на наративите кои ги создава формалната историја, туку и на личното искуство. Оно што мене ми беше интересно се заедничките образци на сеќавање на албанските и на македонските групи. Значи се работи за тој скок помеѓу како беа лифт и абстракт историја. Значи се работи за тој скок кај што информатите се прилично лесно скокаат од нешто што е официјална историографија, нешто што го имаат слушнато, нешто што го имаат научено, во однос на нешто што е преживеано, значи во однос на нешто што е семеен наратив. Истиот начин беше на комуницирање на историски пораки меѓу двете групи. Така што тоа е нешто што веројатно би можеле да го развлечеме како некоја заедничка сврзана точка. И покрај ставовите дека историјата е испеглана и дека е државен и политички производ, истражувањето покажало дека граѓаните постојано учат за минатото, и младите и старите. Разликата е во изворите што ги користат.
Повозрастните испитаници учат од телевизија, книги и така наречени традиционални социјални медиуми. Младите не се заинтересирани за тие формати, туку учат преку документарци и долгометражни филмови кои може да се следат преку електронски платформи. Се враќаме на воведната тема. Разговорот со амбасадорката на Германија во земјава Петра Дрекслер. Владимир Мирчевски ја прашува што донесе посетата на шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул на Скопје и што е низиниот став за тековната дебата за буџетот за правосудството. Амбасадорке, за време на посетата на германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул на Скопје, немаше изјави за медиуми, имаше само објави на социјалните мрежи. Затоа ве прашувам од германска перспектива, што е исходот од разговорите на шефот на германската дипломатија со премиерот Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски овде во Скопје. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Gast in Ihrer Sendung zu sein. Mit dem Besuch von 6 Ländern des westlichen Balkan hat Außenminister Johann Wadephul eine ganz klare Message gesendet. Diese Region hat für Deutschland außenpolitische Priorität. Wir sehen die Zukunft des westlichen Balkan in der EU. Und Außenminister Wadephul hat auch hier in Skopje noch einmal unterstrichen, dass für uns der Schlüssel auf dem Weg dorthin in einer entschlossenen Umsetzung von Reformen liegt. Deutschland wird auf dem weiteren Weg weiter unterstützen. Und ja, diese Beitrittsperspektive ist real. Во објава на Инстаграм, по состаноците во Скопје од Германското министерство за надворешни работи порача, цитирам, сега особено важен е напредок во односите со Бугарија за да може да има натамошни успеси во пристапниот процес. Кое е значењето? Може да го објасните значењето на оваа порака која што доаѓа од Берлин? Eine echte Annäherung ist nur möglich, wenn auch hier in der Region das Vertrauen wieder wächst. Und gut nachbarschaftliche Beziehungen sind letztlich der Kitt, sind der Klebstoff, der Europa zusammenhält. Und diese Einheit Europas ist heute wichtiger denn je. Denn nur so können wir unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit sicherstellen. Und nur wenn wir es schaffen, als Nachbarn, die einander verstehen, gemeinsam zu handeln, können wir auch unsere Stabilität, unseren Wohlstand, unsere Sicherheit auch in Zukunft als Europa gewährleisten. Ова ваш одговор сега ме води до едно друго прашање, тоа е кој е ставот на владата во Берлин за прашањето за уставни измени во земјава и вметнување на бугарите во уставот. Wir haben es im Jahr 2022 geschafft, einen Kompromiss zu finden. Ein Kompromiss, der nicht perfekt ist, aber der es ermöglicht, endlich in echte Verhandlungen einzutreten. Und das Vereinbarte gilt. Das ist eine europäische Position, die natürlich auch von Deutschland getragen wird. Да, велите дека овој компромис не е совршен и владата предводена од ВМРО ДПМН сега инсистира на гаранции дека уставните измени ќе бидат последното билатерално прашање во пристапниот процес на земјата кон Европската унија. Паралелно оваа влада бара од Бугарија да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кои се однесуваат на правото на македонците да се организираат во соседната земја во Бугарија. Од тука ве прашувам дали ова според вас е остварливо? Дали тука може да се бара тој компромис, можен нов компромис? Sie sprechen hier letztlich die Frage des Vertrauens an, die so wichtig ist. Wenn wir uns die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anschauen, dann ist es natürlich von essentieller Bedeutung, dass wir alle, die wir Mitglieder des Europarats sind, die Europäische Konvention für Menschenrechte achten und schützen. Darauf haben wir uns gemeinsam verständigt, um sicherzustellen, dass gleiche menschenrechtliche Standards innerhalb der Gemeinschaft des Europarats bestehen. Und deshalb haben wir uns auch alle darauf verpflichtet, Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch umzusetzen. Das gilt für Deutschland, das gilt für Nordmazedonien, das gilt natürlich für Bulgarien und für alle anderen Mitgliedsländer des Europarats auch.
Und wir haben noch mehr getan. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir die Umsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch gemeinsam nachverfolgen. Das tun wir im Ministerkomitee des Europarats und Deutschland nimmt dort eine sehr aktive Rolle ein. Das heißt, dass die Umsetzung solcher Urteile nicht nur ein mazedonisches Anliegen ist, es ist auch ein deutsches Anliegen, es ist ein Anliegen aller Mitgliedstaaten des Europarats und deshalb glauben wir natürlich auch an die Umsetzbarkeit. Das ist ein Prinzip des Multilateralismus. Председател на Европскиот совет Антонио Кошта, зборувајќи од Софија за време на неговата посета, исто така образложувајќи го застојот во преговорите со Македонија, порача дека е разумно на земјата да се дадат гаранции дека ќе нема нови билатерални прашања во понатамошниот тек на пристапните преговори. Моето прашање е дали Германија го дели овој став? Auch Außenminister Wadefuhl hat bei seinem Besuch hier in Skopje nochmals anerkannt, dass dieses Land schon einen sehr langen Weg auf dem Weg Richtung EU zurückgelegt hat. Und ja, auch wir sind uns bewusst, dass auf dem Weg, der so lange dauert, Vertrauen verloren gegangen ist. Das heißt, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen und auch wollen, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Dafür steht auch Deutschland. Пред 10 дена, амбасадорке, беше објавен годишниот извештај на Европската комисија за земјава и по него се води дебата за буџетот за судство и за јавно обвинителство. Извештајот меѓу другото посочува и за финансиска зависност и притисоци од извршната, но и од законодавната власт врз правосудството, но премиерот вели дека по цена следниот извештај за Северна Македонија да биде критичен, дека тој не гледа причина за зголемување на буџетот. Што мислите вие за ова прашање, бидејќи станува збор за поглавје 23, кој е едно од клучните во преговорите за членство со Европската унија? Ich verfolge diese Debatte mit Sorge. Und Sie haben es in Ihrer Frage ja schon vorweggenommen. Justiz und Grundrechte sind ein ganz entscheidendes Kriterium für die Beitrittsverhandlungen. Warum ist das so? Weil die funktionierende Justiz, eine effiziente, unabhängige, funktionierende Justiz letztlich die Voraussetzung für alles Weitere ist. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann können Sie als Land nicht in Ihrer Wettbewerbsfähigkeit im EU-Binnenmarkt bestehen. Sie können sich nicht langfristig als Investitionsstandort behaupten. Und Sie können auch nicht sicherstellen, dass die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger gewährleistet sind. Und deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit das Fundament der Europäischen Union. Und weil das so ist, werden wir als Europäische Union auch keine neuen Mitglieder in unseren Reihen akzeptieren können, die nicht sicherstellen, dass Rechtsstaatlichkeit schon vor dem Beitritt im Land gewährleistet ist. Nun ist es natürlich so, dass Sie nicht allein durch Geld die Effizienz der Justiz sicherstellen können. Und es geht da noch weniger ausschließlich um die Gehälter von einzelnen Berufsgruppen, seien es Richter, seien es Staatsanwälte, seien es andere, die in der Justiz arbeiten. Aber wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Effizienz der Justiz nicht gewährleistet ist, dann kann die Schlussfolgerung nicht lauten, wir haben zu viel investiert, lasst uns weniger in die Justiz investieren. So werden Sie es nicht schaffen, die Effizienz der Justiz zu gewährleisten. Und es ist sicherlich ein richtiger Ansatz, auch zu schauen, wie schaffen es denn andere Länder. Und die Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz macht solche Vergleichsstudien, die auch die Finanzierung, die Frage des Budgets beinhalten. Der Eindruck, der in den letzten Tagen vielleicht bei manchen hier im Land entstanden ist, dass zum Beispiel Deutschland weniger in die Justiz investiert als Nordmazedonien, der ist falsch. Denn Sie müssen sich die Zahlen genau anschauen. Und wenn Sie
Die Daten, die diese Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz für 2022 erhoben hat, einmal nebeneinander legen, dann werden Sie sehen, dass Deutschland schon zum damaligen Zeitpunkt mehr als 5-mal so viel pro Einwohner in die Justiz investiert hat wie Nordmazedonien. Natürlich wissen wir, dass fiskalpolitische Erwägungen bei Budgetverhandlungen Berücksichtigung finden müssen. Das ist auch in Deutschland so. Aber wir wissen auch in Deutschland, dass wir weiter in die Justiz investieren müssen, damit unser Rechtsstaat stark bleibt. Die Bundesregierung hat deshalb im Sommer dieses Jahres eine Neuauflage des Paktes für den Rechtsstaat beschlossen. Das bedeutet, dass wir in den nächsten 4 Jahren nochmals 1,5 Milliarde Euro zusätzlich in die Hand nehmen werden, um sicherzustellen, um auch die Bundesländer dabei zu unterstützen, neue Stellen in den Staatsanwaltschaften, an den Gerichten zu schaffen, die benötigt werden, um in die Modernisierung der Infrastruktur zu investieren, um Digitalisierung zu ermöglichen. Das ist ganz zentral. Und nochmals, am Ende werden wir als EU nur neue Mitglieder akzeptieren können, die kontinuierlich daran arbeiten, dass Rechtsstaatlichkeit gewährleistet ist. Амбасадор, уште една реченица од објавата на министерот Вадефул на Инстаграм по престојот во Скопје, кој што привлече внимание, а може би отвара дилема, тоа е дека на што тој мисли кога вели дека 30% од децата, меѓу кои што и моето дете, во земјава учат германски јазик, на тоа дали тоа се однесува дека ги гледа како потенцијални работници на германскиот пазар на трудот или пак на добро обучени млади луѓе кои што го зборуваат германскиот јазик и кои што полесно ќе комуницираат со Германија од тука, од овде, како една земја членка на Европската Унија. Dass hier so viele Menschen Deutsch lernen, ist etwas, was jeden Deutsch-Muttersprachler, der ins Land kommt, natürlich sehr freut. Und ich freue mich sehr zu hören, dass auch Ihr Sohn zu denen gehört, die Deutsch lernen. Das ist letztlich ein Ausweis unsere exzellenten Beziehungen, die eben nicht nur durch die guten Beziehungen auf Regierungsebene getragen werden, wie der Besuch von Außenminister Wadefull jetzt nochmal unterstrichen hat, sondern es ist eine gesellschaftlich gelebte Realität. Благодаря много. Vielen Dank. Гледавте интервју со амбасадорката на Германија. Во продолжение ќе гледате Саботажа. Метафората со топката, која честопати се користи во политичката реторика, зборува за времето, местото и за начинот на кој треба да се одвиваат одредени процеси. Генерално се употребува кога се сака да се покаже отсуство на иницијатива и акција од тој што во моментот треба да ја преземе. Ова се времења кога треба лидерство и храброст. Ова се времења кога треба да се носат одлуки, не да се префрла топката. Јас да ја префрлам кај Чомоски кај мене и така да си играме по цел ден. Обидувајќи се да не ја префрлат топката, политичката номенклатура од блиското минато, без многу калкулации, без поддршка, ја прифати награди мислејќи дека ќе направи пас со кој може да стигне до голот. Дури беа сигурни дека ја префрлиле на противничкиот терен, па ја делеја и на други, демек веќе непотребна за лидерите во лигата. Целиот свет знае што ние направивме. Така да топката веќе не е во наша половина. Топката е во Софија. Ама кабинетските тренинзи не се доволни, со нив не се стекнува форма за да се продолжи мечот. Туку внесуваат нервоза во тимот, кој разбирливо не може да го оствари посакуваниот резултат. Играта тогаш е нормално да ја преземе некој друг. СДСМ ќе се однесува одговорно, но топката сега е во рацете на новата влада предводена од Христијан Мицковски. Актуелната гарнитура ја прими и неколку пати се обиде да ја додаде не само во Брисел, туку ја шутна и преку океанот, надевајќи се дека во тој периметар ќе се најде плеймейкер што ќе ја прифати и на општо задоволство ќе овозможи успешен контранапад. Но ниту овој надпревар како и вообичаено
не е таков како што се очекуваше дека ќе биде. Играта секогаш се одвива по точно утврдени правила. Правилата не се менуваат во текот на играта што ни се случи нам. Сега, што ако е топката од офсайд или што ако е топката со фаул фрлена во игралиштето? Тоа значи дека пак мора да се чека некој судија да свирне недозволена позиција, слободен удар или публиката да ја врати во игра. Токму затоа треба да се имаат предвид како легитимни видувањата за начинот на кој треба да се однесуваат учесниците во надпреварата. Малку да бидат возрастни, што се вика, сериозно да се однесуваат. Не да се однесуваат како налутено дете, кое што му го земале фудбалот или топката. Забелешката е значајна, но само ако лутината не се користи за стекнување симпатии, а предавањата за некои чувени авторитети кои алоцирале топката не представуваат упорен обид да не се виде тоа за што сте избрани. Спортскиот речник го слушам. Понекогаш ме нервира. Фрлени топки, топката е во дворот, ама ако ви фрлат рагби топка, а треба да играте кошарка, проблемот е голем. И на крајот, проблемот не е мал, ама ситуацијата не е безизлезна. Еве, ако се изразуваме фигуративно, ќе топкаме топката, ќе се сноѓаме како знаеме и умееме, но повеќе овој народ таков тип на отстапки, без да има гаранции од страна на Европската Унија и без да има испорака од нашиот источен сосед, нема намера да ја подаде. Додека трае таа игра, најтешко е на трибините. Не за друго, туку затоа што без оглед каде, кога, што и со каква топка се игра. Македонија секогаш била фаќана на кондиција. Заокружуваме уште едно магазинско издание на 360 степени. Ви благодарам што не следавте. Ке се видиме повторно в понеделник во 20:15.